Без проблеми тече изведбата на градежните работи на пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци. Планот за изведба се почитува, а веќе се надзираат и контурите на објектот, што ќе биде еден од првите од ваков вид во регионот. Оценките на представниците од швајцарската консултантска куќа Ернст Бастлер и партнер, која го следи реализирањето на целата инвестиција, се дека најверојатно пречистителната станица ќе биде завршена во планираниот рок. Потоа ќе следуваат почетните тестирања на нејзината функционалност, пошто ќе биде предадена во употреба. About 40% of the wastewater treatment plant is constructed and we should complete the project on time by the end of this year. About 80% of the collector pipe bringing the wastewater from Kocani to the wastewater treatment plant is completed, but we expect some delays with the completion of this pipe. But in general, the project should be put in operation early next year, in spring 2019. Регионалниот концепт за третман на отпадните води е една од главните карактеристики на целата инвестиција што е поддржана од швајцарската влада. Дополнителна потврда за тоа даде и амбасадорката на Швајцарија, Сибиле Сутер Тејада, при нејзината посета на Кочани по повод одбележувањето на 50 годишниот јубилеј на комуналното претпријатие Водовод. Според неа се размислува за можно приклучување на колекторскиот систем на Виница и на околните места на пречистителната станица кај Мојанци. Представникот на швајцарскиот консултант вели дека освен во изградбата на објектот, тие му даваат и друг вид помош на кочанското комунално претпријатие. The plan is more or less to follow, and in addition to the technical project, we also supporting Vodovod with some institutional improvement, especially also updating of the customer database and billing of all the customers systematically to increase the revenues of Vodovod. Пречистителната станица кај Мојанци и колекторскиот систем за отпадни води се градат со финансиска помош од владата на Швајцарија преку Агенцијата за развој и соработка СЕКО, која обезбеди грант од 21 милион швајцарски франци, а остатокот од околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија.